Денеска православната црква ги празнува светата великомаченичка Ефимија, преподобниот Доротеј и светиот Кипријан, митрополит Киевски. Светата великомаченичка Ефимија. Родум од Халкидон, татко и бил Филофрон сенаторот, а мајка Теодорисија и двајцата благочестиви христијани. Ефимија била прекрасна девица и со телото и со душата. Кога Антипод Приск устроил празник со жртвопринесување на богот Ареј во Халкидон, тогаш 49 христијани се тргнале настрана од тоа скверно жртвопринесување и се скриле, но биле пронајдени и биле изведени пред Приска. Меѓу нив била и светата Ефимија. Кога лошиот Приск ги прашал зошто не се покоруваат на царската заповед, тие одговориле: и на царската и на твојата заповед треба да се повинуваме ако не се спротивни на небесниот Бог. А ако му се спротивни на Бога, не само што не треба да им се повинуваме, туку треба да им се противиме. Тогаш Приск ги ставил на разни маки и тоа низ 19 дена, од ден во ден. 20-тиот ден ја одвоил Ефимија од останатите и почнал да ја ласка поради низината убавина, за да ја придобие за идолопоклонството. Но како сите ласкања поминале залудно, наредил мачење на девицата. Прво ја мачеле на тркало, но ангел Божи се јавил и го искршил тркалото. Потоа ја фрлиле во огнена печка, но со Божјата сила била сочувана. Видувајќи го тоа, двајца војници, Виктор и Состен, поверувале во Христа, поради што биле фрлени над зверовите и така славно го завршиле овоземниот живот. Потоа Ефимија била фрлена во ров наполнет со вода и со секаква отровна гадинка. Но таа ја прекрстила водата, кога влегла во ровот и останала неповредена. Најпосле била изведена пред диви зверови, но таа со благодарност му се помолила на Бога и го предала својот дух. Родителите нејзини чесно го погребале нејзиното тело. Пострадала во 304 година и се преселила во вечната радост. Се споменува и на 11 јули. Поуки од светите оци. Се што е телесно е минливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепи. Преподобниот Доротеј. Пустини код Египет од 4-то столетие. Се подвизувал полни 60 години во една келија во Тиваида. Се одликувал со необично трудолюбие и чудотворство. Дење им дзидал келии на новите монаси, а ноќе плетел асури, никако не прекинувајќи ги молитвите и псалмопењата. Поуки од светите оци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните.
Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светиот Кипријан митрополит Киевски. Родум од Трново, но српски воспитаник на Атон. Особено се бавел со преведување и препишување на книги. Покровител му бил цариградскиот патриарх Филарет, кој кога го запознал на Светагора, го зел кај себе и потоа го испратил за митрополит во Киев. Големи тешкоти и беди претрпел како митрополит, но сите ги поднел благодушно и со својата плодотворна работа многу и користел на Руската црква. Во позивот митрополитски поминувал близу 30 години. Пред смртта напишал едно проштално писмо, што му било прочитано на гробот. Се упокоил на 16 септември 1406 година. Чудотворните мошти му почиваат во Успенскиот храм во Москва. Митрополитот Филарет пишува дека Кипријан бил србин. Поуки од светите оци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот. Жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антони Велики. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак.
вічна.